Вкупно 11 лица во постапката за подкуп и злоупотреби поврзани со деношното работење на Крчанскиот клуб Пулс. Тачно, првото кривично дело кое што го направил Деко е тоа. И ако го затвориле Пулс тогаш. Основната една обвинител Кочани поведе постапка против вкупно 11 лица за коруптивни кривични дела поврзани со работата на клубот Пулс. За тројца од нив донесе наредба за проведување истрага, станува збор за 20 даночни контролори од службата за даночна контрола при регионалниот даночен инспекторат во регионална дирекција Штип, кои ја искористиле својата службена положба и властување и пристапот до податоци и информации за ненајавени контроли во правни субјекти, даночни обврзници и со цел да приведат против правна имотна корист и подароци му ги откривале информациите и го предупредувале за контролите од одговорното лице во клубот. Тие се осомничени за примање подкуп од член 357 од Кривичниот законник, додека одговорното лице син на реалниот собственик на Пулс е осомничен за давање подкуп од член 358 од Кривичниот законник. За првите двајца обвинителството до надлежниот суд достави предлог за определување мерка притвор, додека за третиот на сила се мерки предпазливост во првиот предмет поврзан со пожарот Пулс, па се бара проширување на тие мерки со забрана за воспоставување и одржување на контакти си. 6 мина осомничени даночни инспектори и управници од регионалните дирекции во УЈП во Штип и Струмица им овозможување на правните субјекти МММ, Кафе и Пулс да ги избегнуваат даночните контроли и да работат без соодветна фискализација, со што се осомничени дека сториле злоупотреба на службената положба и властување согласно член 353 од Кривичниот законник. За нив се предложени мерки на предпазливост. Собственикот на Пулс, кој веќе е во притвор во другиот предмет, е осомничен за фалсификување исправа според член 378 од Кривичниот законник, бидејќи подолг временски период свесно и со умисла за време на контроли и доправата за приходи приложувал преправени фискални апарати со контролни фискални извештаи со невистинити податоци, кои истиот го потребувал како вистински, а се со цел и намера избегнување на парични глоби и затварање на објект. Осомничена е инспекторка од Државниот пазарен инспекторат, која исто така е офатена со претходна постапка во која се определи мерки на предпазливост и за која сега се обезбедени дополнителни докази и за кривично дело оддавање службена тајна, член 360 од Кривичниот законник поради откривање информации за ненајавени контроли. Овдека мрдање нема. Ова ви е обвинение кое што држи. Тука нема мрдање. И гледате, тука сега више нема што се коментира.